Кратки најави за денес. Струга меѓу двата пописи загубила 20% од населението. Разговорот најбарена услуга во Охридскиот нега центар. По секој дожд ми слеше во поплавено. Поевтинуваат нафтените деривати. Вучич и Орбан повторно со мандат. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не! Во Охрид денес времето претежно облачно, ветровито и свежо, попладне во западните и југозападните делови од држава, нестабилно, па така и во Охрид, врнежи од дожд и максимални само 8 степени Целзиусови. Но врнежите во текот на ноќта кон вторник ќе се прошират и над останатите делови од земјава. Утре над северозападна, северна, североисточна и централна Европа нестабилно со врнежи од дожд со ветар, слаби врнежи од дожд на Балканскиот и Апенинскиот полуостров, во североисточна Европа врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло, на југ на Балканот зголемена облачност со услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните температури од 12 до 18 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските и раните предпладневни часови нестабилно со слаби локални врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Попладне времето умерено облачно со кратки и сончеви периоди, минималните од -1 до 7, максималните дневни од 9 до 17 степени. Во Охрид во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ниски температури. Во текот на денот врнежите ќе престанат, па ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, минималната 5, дневната 12. Во Охрид во среда ќе биде претежно сончево со локална облачност, температурата до 18, а во четврток умерено облачно и нестабилно повторно со врнежи од дожд, дневна температура до 14 степени. Во петок во Охрид не очекува сончево и топло време, минималната 5, а дневната 20 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Шмант 900 грама 109 денари. Маги алпска супа 47 грама 29 денари. Томи мајонез 380 грама 72 денари. Плазма коцка 270 грама 99 денари. Sensation 1,5 литри 23 денари. Доритос 100 грама 39 денари. Пазарете со мерак ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Струга изгубила 20% од населението во изминативе 2 децении. Според податоците во пописот, денес општината брои 50.980 жители, односно 12.396 помалку во однос на пописот во 2002 година. Граѓаните велат тоа се должи на масовното иселување на младите, активистите сметаат дека бројките се нереални. Струга меѓу градовите во земјава кој изгубил најмногу население во изминативе 2 децении. Тоа го покажува споредбата на податоците од пописот на вкупното население преброено во 2002 година и резидентното население преброено минатата година. Во 2021 година Струга има 12.396 жители помалку, или населението се намалило за скоро 20%, односно денес општината брои 50.980 граѓани. Според граѓаните, причината за ваквите поразителни бројки е масовното иселување на младите. Криза, нема вработување, печалбари се појдени надвор, не прават како порано деца по 5, по 6 и по едно, значи треба екзистенција, да имат пари, значи плата, вработување. Луѓето не сакаат да се седат овде, си емигрираат во западните држави за подобар живот. Можда и се надеваме во иднина да се промени овој тренд, но ако продолжи вака, бројките ќе се уште пострашни. Според активистите, бројките во пописот се нереални, бидејќи наспроти намалувањето на населението има пораст на домаќинства и станови. Од друга страна, имаме зголемување на домаќинствата за 121 и имаме станови кои што доаѓаат до некоја бројка од 4000 новоизградени станови. На што се должи таквата политика? Навистина не знам, ако навистина е толкаво иселувањето, тогаш и овие бројки би требало да бидат во сериозна стагнација. Сонот за поубав и посреќен живот го празни градот на мостовите. Голем е бројот, претежно млади луѓе кои последниве години го напуштија родното живеалиште. Најпосакувани земји каде заминуваат се Италија, Австрија, Германија и Швајцарија. Повозрасните охриѓани се повеќе се осамени и желни за разговор. Во домашни услови најбарана услуга е разговор со негувателите од Охридскиот нега центар. По обуките за негуватели следува обука и за лични асистенти за лица со хендикеп. Во Охридскиот нега центар има 8 обучени негуватели. Од неодамна во Општинската организација на Црвен крст работи центарот со сертифицирани негуватели. Цените на пакет услугите се дефинирани на ниво на Републичкиот Црвен крст и според потребите на барателите. Досегашното искуство од нега центарот покажува дека во Охрид има се повеќе повозрасни граѓани кои живеат сами, а има се поголема побарувачка од негуватели кои помагаат во домашни услови, вели председателот на Општинската организација на Црвен крст Сашо Точков. Услуги што и досега ние ги нудевме не во рамки на нега центарот, туку во рамки на групата, односно групата за поддршка на стари лица. Тоа беше јавување по телефон, посета на врсници од групата кои што се преку 60 години, кои што ги посетуваат своите сограѓани. Најповеќе беа за разговор, верувајте, тогаш, но сега имаме најразлични потреби, имаме неподвижни луѓе кои што треба да се искапат, кои што треба да се придвижат во просторот каде што престојуваат, кои што треба да добијат соодветна терапија препишана од матичен лекар. Значи имаме најразлични барања на кои што засега можеме да излеземе во пресед. За потребите на нега центарот Општинската организација на Црвен крст проведува обуки на нови негуватели. Во тек се подготовките за негуватели, а за наскоро ќе следува и обука за лични асистенти за лица со хендикеп. Крајот на април месец ќе имаме негде на располагање околу 25 до 30 негуватели кои што ќе можат за почеток да ги задоволат потребите. После тоа следува и обука за лични асистенти кои што ќе бидат придружба на оние лица со хендикеп. Граѓани кои имаат потреба од услуги од сертифицирани луѓе може да се обратат во Општинската организација на Црвен крст. Услугите се даваат според распоред на негувателите кои се ангажираат од нега центарот.
Жителите на Струшком и Слешево при секој дожд се соочуваат со поплави. 15 години општината не го исчистила каналот во селото. Мислешевци со години бараат решавање на проблемот, но надлежните не преземаат ништо. Жителите на Струшком и Слешево постојано трпат штети од поплави. 15 години каналот кој минува низ селото не е исчистен, потполно обраснат со трње и отпад се излева и ги поплавува околните куќи. Мештарите бараат општината да го исчисти и продлабочи каналот за да се заштитат од временските неприлики. При секој нов дожд мислешевци стравуваат од нови штети. Уклучуваме нон-стоп мотори, цели ноќи дежураме, значи кој ќе заврни, сега е некако лудо врнењево, не е како порано ред да имат, него одеднош еден облак за 15 минути, каналот се преполнува. Се гледат во каналот колку ѓубре имат, него имат врби, имат многу други дрва порастени што 15 години растеле, а не се очистени. Последните поголеми поплави им се случија во декември минатата година. Жителите пријавиле во општината и во Центарот за управување со кризи, но никој ништо не презел. Не можев да излезам од дома, јас тука живеам. Ми влезе вода, мислам ми дојде водата до скалите веќе, да кажам. Има кај соклето таму ми е паднат, мислам паѓат. Пред нека година се заштитив, али толку. Силата не можеме, мислам и каналот треба да се чисти редовно. Јас овде 50 години живеам и порано знам дека секоја година водна зерница го чистеше каналот. Иако Општинската комисија направила записник на големите поплави во 2015 година, кога во десетици куќи во селото беше потполно уништена целата покујкнина, до ден денес на жителите не им е исплатена одштета. На подрачјето на СВР Охрид во текот на вчерашниот ден во период од 9 до 15 часот извршени се засилени сообраќајни акциски контроли. При тоа, полициските службеници во Охрид затекнале и санкционирале 73 возачи на моторни возила кои ја надминале дозволената брзина на движење. 48 надвор од населено место, 25 во населено место. Во Струга, 32 возачи возеле со поголема брзина од дозволената, 5 надвор од населено место, 27 во населено место. Во Кичево санкционирани се 32 возачи, а во Дебар 7 возачи кои ја надминале дозволената брзина на движење. Христијана Парулеска, Давид Крстески и Елена Јанеска на Македонија и донесоа 3 сребрени медали од Европското теквондо ИТФ првенство кое се одржа во Пореч, Хрватска. Во Пореч, Хрватска, од 25 март до 2 април се одржа Европското теквондо ИТФ првенство, каде учество зеде и нашата држава под водство на Маријанчо Лазаревски, председател на теквондо ИТФ на Македонија. На ова европско првенство учествуваа над 800 надпреварувачи од 24 земји. Боите на Македонија ги бранеа 5 надпреварувачи кои го направија најголемиот успех во индивидуалните спортови во историјата на македонскиот спорт. Испишаа нова историја, поставија нови критериуми и ја представија нашата земја во најубаво светло, да се развее нашето знаме на пиедесталот рамо до рамо со најсилните репрезентации. На ова европско првенство знамето на Македонија се вееше 3 пати, што досега не е случајно во ниту еден спорт да биде 3 пати развиено знамето само од 5 надпреварувачи. 12-годишната Христијана Парулеска, сега веќе најмладото девојче кој што во Македонија има освоено медал од Европско првенство, се надпреваруваше во категорија кадети девојчиња од 12 до 13 години во спаринг борби до 45 килограми и се закити со сребрен медал. Еден од нашите најтрофејни надпреварувачи, Давид Крстевски, со 4 победи до финале, загуби од представникот на Грција со многу мала разлика, со што нашиот представник донесе дома сребро. За Давид Крстевски ова е нов рекорд, второ европско првенство и втор европски медал. Елена Јанеска беше третиот наш надпреварувач кој се врати со сребрен медал, една од нашите најтрофејни надпреварувачки, која се надпреваруваше во категоријата јуниорки од 14 до 15 години во спаринг борби до 65 килограми. Во финалето Јанеска загуби од представничката од Грција и се закити со сребрен медал. Таа со својот успех се приклучи на рекордот на 3 освоени вице-шампионски места на едно европско првенство за нашата држава. Ова се историски рекорди кои во иднина тешко дека ќе можеме некој
секогаш да ги направиме дали ние или некој друг индивидуален спорт во Македонија. Со ова се поставија нови критериуми за учество на врвни надпреварувања, а воедно се докажа дека иако малубројни може да се достигне успех со што Македонија беше рангирана на високото 16-то место во Европа. Истакна Маријанчо Лазаревски, председател на Теквондо ИТФ на Македонија. Од полнок поевтинуваат нафтените деривати. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се намалуваат за 2,5 денари по литар. Со тоа, од полнок малопродажната цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 81 динар за литар, додека малопродажната цена на Евро Супер БС 98 ќе изнесува 83 денари за литар, соопшти денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Малопродажната цена на Евро Дизел се намалува за 1,5 денари и со тоа новата цена на Евро Дизел изнесува 82 денари по литар. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Лидерите на Србија и Унгарија, Александар Вучич и Виктор Орбан, победија на изборите во своите земји. Вучич на вчерашните избори успеа да освои 2.240.000 гласови или 3,5 пати повеќе од неговиот главен опозиционен против кандидат Здравко Понош. Невладината организација со седиште во Србија која ги наблюдува парламентарните избори ЦЕСИТ соопшти дека српскиот председател во првиот круг од председателските избори освоил уште еден 5-годишен мандат, а неговата Српска напредна странка освоила најмногу гласови на парламентарните избори и повторно ќе доминираат во парламентот од 250 места. Вучич е председател од 2017 година, а предходно беше премиер. Неговата партија е на власт од 2012 година. И унгарскиот националистички премиер Виктор Орбан прогласи победа на парламентарните избори. Орбан, кој е на власт од 2010-та, освои четврт мандат на чело на унгарската влада. Обкружен со водечки партиски членови, Орбан рече дека победили на изборите и покрај сите лоши изгледи. Постигнавме победа толку голема што може да се види дури од месечината, изјави тој. Во својот победнички говор, Орбан го критикуваше украинскиот председател Зеленски и бирократите од Брисел, нарекувајќи ги противници, пренесува BBC. Европската унија донесе одлука да пренасочи дел од своите кохезивни фондови за помош на бегалците од Украина, јави дописничката на Мија од Брисел. Законските измени се усвоени денес во Советот на Европската унија и ќе овозможат пренасочување на дел од кохезивните фондови на ЕУ и средствата од европската помош за најранливите кон лицата кои бегаат од војната во Украина. ЕУ порача дека оваа брза измена на законодавството е доказ за постојната солидарност на ЕУ со бегалците од Украина и земјите кои ги примаат овие бегалци, пред се земјите соседи на Украина. Средствата треба да се искористат за здравство, сместување и образование. Во Шангај е потврден сосем нов сој на Омикрон, нејасно колку опасен, пренесуваат медиумите. Во сенка на војната во Украина, изборните победи на Орбан и Вучич и економските грижи при казната за пандемијата на коронавирусот падна во втор план, но во Кина се подготвува нова драма, не толку поради бројноста на заболени и починати, туку поради драконската кинеска епидемиолошка политика. Сепак, Financial Times наоѓа простор да предупреди на така наречената кинеска стратегија динамична нула, која ги одвојува родителите од децата поради заразата, а жителите на големите градови ги остава без лекови. По Пекинг, делови од Шангај по должината на реката Хуангпу беа предмет на 2-4 дневни затворања, но брзото ширење на Омикрон сојот ги натера кинеските власти да ги прошират ограничувањата на целата област Пудон, која го вклучува финансискиот штаб на градот. Во зградите каде била откриена инфекција со коронавирус, шангајците биле затворени 2 недели без разлика дали биле позитивни или не, а властите организирале испорака на храна за да преживеат. Се уште не е јасно како да се интерпретираат информациите дека кинеските здравствени власти идентификувале нова мутација на коронавируса, различна од Омикрон варијантата BA1.1. Според Global Times, овој нов сој бил потврден кај пациенти со умерена форма на болеста на 70 км од Шангај. Новата подваријанта не се совпаѓа со ниту една друга досега пронајдена во Кина или пријавена во GSAID, која ги собира меѓународните податоци. Министрите во владата на Шри-Ланка дадоа оставки по протестите поради начинот на кој власта се справува со најлошата економска криза во земјата последните децении. Помеѓу оние кои поднесоа оставка се наоѓаат сите 26 министри во владата, но не и премиерот Махинда Раџапакса, како и неговиот брат
председателот Готабаја Раџапакса. Голем број од бесните демонстранти бараат оставка од семејството Раџапакса, нарекувајќи го потегот на оставките од министрите беззначаен, принесува BBC. Вчера голем број граѓани го прекршија полицискиот час во земјата и излегува на улиците во неколку градови. Шри-Ланка се справува со една од најлошите економски кризи по независноста на Велика Британија во 1948 година. Кризата делумно е предизвикана од недостаток на странските валути кои се користат за плаќање на увоз на гориво, со рестрикции на струја кои траат по половина ден и недостаток на храна, лекови и гориво. Јавниот револт овој викенд достигна највисоко ниво. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.